Во видеово ќе споделам од каде доаѓа програмот "Не сум доволно добра личност и луѓето не ме ценат" и како истиот да го елиминираш. Но од каде доаѓа овој програм? Зошто толку голем број на луѓе го имаат? Системот секогаш ги сведува човековите проблеми на лично ниво, но овде станува збор за колективна свест, односно програм што го вртат повеќе луѓе во истовремено. Доколку го имаш овој програм, секогаш ќе се активира во твојата подсвест и што и да направиш, ќе привлекуваш настани кои што ќе го потврдуваат истото, дека ти не си доволно добра личност и дека луѓето не те ценат. Овој програм не доаѓа од еден голем настан, туку од стотици, да не речам илјадници мали и ситни настани. Тоа може да е учителот кој што те засрами пред оделението, може да е родителот кој што те споредуваше со некои други, може да е другарот или другарката која што те откачи без објаснување, или љубовта што ја имаше, што за тебе беше нешто големо, но таа не ги пресретна твоите елементарни емоционални потреби. Секако дека дополнително на ова влие и самиот систем. Но како тоа го прави суптилно? Ако го видиш од каде доаѓа овој програм, многу лесно ќе го елиминираш. Матриксот или матрицата е составена од повеќе сегменти или делови кои што имаат за задача да дојдеш до сублиминална порака дека си мала, немоćна, незаштитена личност. Матриксот има исто така особеност да ти влева стравови, за да не можеш всушност да бидеш така лесно слободна. Секако гледаме во денешницава луѓе кои се ослободуваат од системот и едноставно одат во некоја друга насока. Дали станува збор дека се одвојуваат од градовите, дали работат на себе, дали одгледуваат органска храна, секој нешто прави различно, едноставно, бидејќи не може да издржи во матрицата. Главното својство на матрицата е постојано да исцрпува твојата енергија или како ние што велиме, да имаш тип еден постојан енергетски истек. Што и да направиш, да се чувствуваш празно. Тоа е фактички завршниот удар или последниот програм од многуте програми што фактички општествените норми ги форсираат. Сега ќе објаснам како се одвива овој процес. Секако дека ние сме божествени суштества и едноставно овој систем кој што се одвива тековно едноставно не е наменет за нас како божествени суштества, туку е наменет за машини. Едноставно се сведува дека ние колку и да работиме, на крајот не може да постигнеме некои големи резултати, а системот секако дека сведува на персонална причина дека едноставно тебе не те бива. Но да видиме како оди сето тоа. Покрај маркетингот и социјалните медиуми, кои што се на еден вид сегментирани, полирани, каде што вие гледате некои слики кои што воопшто немаат никаква врска со реалноста. Па дури и ова видео, јас го снимав неколку пати и повеќе пати имав грешки. Секако дека текстот за видеово исто така претходно го составив, за да може да биде горе-доле без некои поголеми грешки. Што значи многу се разликува од реалноста и од автентичноста. Секако дека мислите се мои и ова е моја точка на гледиште, која што се надевам дека ќе помогне на другите да се ослободат од овој програм кој што на вистина личи како еден вид робство. Не си доволно добра личност, не те ценат многу луѓе, доаѓа и од прво од семејниот систем. Често се случува да постои еден родителски програм каде што родителите го споредуваат собственото дете со други,
На тој начин го омаловажуваат и тука се задаваат првите удари на сублиминална порака дека ти си мала, немоќна, безвредна личност. Следно е религиозниот систем. Јас не викам дека духовноста е лошо и да не бидам лошо сватена, меѓутоа религиозниот систем во оваа форма во која што се пласира, представува во еден сегмент, еден вид канџа или товар, каде што преку чувството на вина, значи се имплицира чувство на вина, ако ние направиме нешто што е сосема природно, веднаш добиваме етикета, значи тоа се сублиминални пораки дека ние сме грешни. Тоа е прво. А второ, се исто така религиозниот систем имплицира еден сегмент на страв од казна. Значи имаме страв од казна од родителите, кој што е има длабок импринт, бидејќи се случило кога сме ние многу мали. И вториот сегмент имаме страв од некоја поголема сила за која што немаме некое разбирање, бидејќи никогаш не сме седнале да проучуваме ниту да читаме што е тоа повисока свест и што е таа духовност и дали е Бог таков на вистина. Дали на вистина нашиот татко, да речеме, Бог на вистина толку е суров што би не казнил за нешто што е сосема природно. Значи не одете од црно и бело, него сватете една точка на гледиште каде што ние на вистина се наоѓаме под огромен притисок од општествените норми. Следен сегмент, како е дојдено до овој програм во колективната свест, а може би ти мислиш дека е само твој, е финансискиот систем. Финансискиот систем работи на принцип да огромна количина на пари се наоѓа кај мал број на луѓе, така да сите останати добиваат еден заклучок дека едноставно што и да направат, секогаш ќе останат промашени, нереализирани, мали, немоќни, што воопшто во суштина не е така. Реално човештвото горе-доле, значи зборувам релативно, нема материјален проблем, има духовен проблем, бидејќи не си ги знае собствените способности. Кога човек не се познава себе си, секогаш ќе се труди да ги копира другите. Кога човек не си ги познава своите вредности и својот систем на вредности, а најнакрај, фактички, својата уникатност и својата есенција, секогаш ќе се фрла себе си и ќе го дава ленирот за мерење на вредност на другите. Секогаш ќе чека другите да му ја мерат неговата вредност и секогаш ќе очекува потврда и валидација за собствената вредност од надвор. Но која е разликата? Разликата е огромна. Затоа во последно време имаме ситуации каде што па дури и млади луѓе велат се имам материјални вредности во огромен број, имам добра партнерска врска, имам се што ќе посакам, но се чувствувам празна. Чувството на празнина доаѓа од непознавање на себе си, тоа е прва работа, а втора работа е од неможност да се искаже својата автентичност во околината во која што личноста живее, како да самата на себе има ставено забрана, од некаде нели доаѓа таа забрана, да не се искажува себе си својата уникатност. Па така, може да помине цел еден живот, може и неколку животи, човек никој пат да не искаже на другите во суштина како. Доколку не е автентичен, човекот или личноста секогаш ќе привлекува лажни пријателства, лажни соработници, лажни врски. Едноставно, целиот живот ќе биде обид за се вклопи во некоја матрица, во која што самата личност не е автентична, автоматски и животот е лажен. Оваа мисла
и реалност на луѓето не е ретка, бидејќи сите на некој начин сакаме да се вклопиме во општествените норми и сакаме да не ценат во околината луѓето кои што ги сакаме и така натаму. И сега малку да го поприближиме овој проблем. Не сум доволно добра личност и луѓето не ме ценат, доаѓа од еден момент, така наречен споредба. Споредбата е крадец на среќата. И да видиме сега што се врти во твојата свест, што се врти во твоето. Кога ќе се запрашаш себе си, зашто јас не сум доволно добра личност? Што ти доаѓа прво? Зашто тоа ти не си доволно добра личност? Кои се тие сфери од животот? Зашто поточно не си ти добра личност? Дозволи одговорот сам да доаѓа. Следното прашање е: дали сите други се секогаш подобри од тебе? Дали сите што ги познаваш се секогаш подобри од тебе? Дали имаш мисла сите се други среќни, само јас не? Сите се други среќни, само јас не. Па така. Сите повеќе шетаат, сите повеќе се забавуваат, сите повеќе трошат. Другите се подобри, послаби. Па така на крајот доаѓа: не сум доволно паметна, не сум доволно паметен, не сум доволно богат, не сум доволно слаб. Но крајниот програм е: јас никогаш нема да бидам подобар. Значи, овдека разговараме за многу програми на пластен кои што треба, нели, да се исчистат. Велиме да се исчистат или да се едноставно преиспитаат и да се види дека фактички станува збор за една игра системска и за едни сублиминални заклучоци и за фактички една програмска грешка во нашата свест, од проста причина што ние не се познаваме себе си. Во склоп на видеово доаѓа еден PDF материјал, каде што ти ќе си ги утврдиш своите вредности, односно твојот систем на вредности. Тоа е еден начин на алатка, еден вид алатка, кој што ќе ти овозможи повеќе да се запознаеш себе си и што тебе уникатно и индивидуално те исполнува. Во ниеден случај не значи дека ние треба се вклопиме како другите. Ако забележите, матрицата или матриксот форсира материјално поседување, но доколку детално распрашате било кој богат човек, ќе ви каже: да, окей, тоа е добро, но јас повторно не сум исполнен. Значи, бројките немаат крај, така да и материјалното нема крај. Доколку ние ја добиваме валидацијата за нашата вредност преку бројки, тоа никогаш нема да заврши. Секогаш ние ќе бидеме во еден вид гладување, че духовно и емоционално гладување, фактички поради неповрзаноста со нашата душа, бидејќи тоа ние што го имаме внатре е на вистина непроценливо и никаква материјална нити било каква вредност тоа може да го мери. Секако има зошто се наоѓаме во оваа игра и фактички како преку оваа игра и колективната свест и многу програми во колективната свест,
А која е крајната цел, секако со работа на себе ние доаѓаме до одредени сознанија и на вистина си го подобруваме квалитетот на нашиот живот, бидејќи си одиме по патека, откако ќе се тргнат одредени нели препреки, погрешно програмирање, реално и лажни информации за која е нашата суштина и кои сме ние всушност, секако дека ние може да се поставиме на просперитетна патека која што ќе ни овозможи многу поквалитетен живот, отколку да се обидуваме да се вклопиме во матрицата. Односно, постојано да глумиме дека сме окей и да не споделуваме со никој друг, мислејќи дека станува збор за лични и персонални проблеми. Сите што се обиделе да се вклопат во општествените норми, во матрицата, во матриксот, како сакате кажете, секогаш завршуваат на еден единствен начин, со огромна празнина во себе, огромна непроцесирана жалост и мисла дека едноставно судбината е таква. Но можеби никој пат не се сетиле дека можеби во прашање е нешто друго, нешто покомплицирано, нешто поуникатно, што го носат во себе, а не го споделуваат со другите. И за крајот на видеово, ја оставив вежбата, која што би требало да ти помогне да малку го освестиш овој програм, покрај сите овие спознанија што ги споделив, да го освестиш овој програм и да тргнеш по една друга патека со некои други одлуки, а не по онаа патека која што едноставно се одвива по случајност. Прашање број 1. Во кои точно ситуации ти се чувствуваш недоволно добра личност? Кои се тие ситуации каде што ти се чувствуваш дека не си доволно добра личност и не те ценат луѓето? Кои се тие ситуации? Можеш и да ги запишеш. Секако кога ќе се освестат ситуациите, ќе превземеш некои други одлуки. Можеби па се повлекуваш од животот, едноставно недоволно се трудиш, значи сега кај различни луѓе е различно. Но самиот програм придонесува да едноставно се откажеш. Значи ние овдека работиме да се сведеме, значи на која патека ние ќе одиме, што точно ќе правиме, што точно нема повеќе да правиме, пошто тоа е поважно што нема да правам повеќе. И да ги освестиме тие ситуации, бидејќи моментот кога ќе освестиш, кога ќе ги видиш, не можеш да ги одведиш. Значи, за секогаш ќе останат осветлени во твојата свест и едноставно нема да ги повторуваш. И да ти дојде да ги повторуваш, значи ќе освестиш навремено дека ќе се фатиш себе си како едноставно веќе не го сакаш тоа. Доаѓа, нели се враќа твојата моќ да на ниво на одлука направиш нешто различно. Кои се тие ситуации? Второ прашање е кои точно зборови си ги кажуваш на себе си? Како ти се критикуваш себе си? Кои точно зборови? Ова е всушност да го фатиш твојот внатрешен критичар, кој што ова се многу суптилни работи и доколку ги фатиш и освестиш, на вистина ќе ти се олесне тековниот живот. Нема да има толков емоционален товар, нема да дојдеш во ситуација да заглавиш во анксиозност, во гнев, во немир, во бес, во несоница. Значи, внатрешниот критичар, јас имам посебно видео за внатрешниот критичар, можеш да го погледаш, јас ќе го ставам на крајот на ова видео. Значи, внатрешниот критичар е фактички убиец на се она што е наша уникатност. И сега, ова прашање
треба фактички да даде одговор кој е тој говор, што точно си говориш на себе, што си кажуваш. Бидејќи ние често пати може да се кажеме на себе зборови што на никој не би ги кажа. Следното мое прашање е: како реагира твоето тело кога го имаш ова чувство дека не си доволно добра личност, дека каде има стега, каде има, што се случува во твоето тело? Кога си во ова чувство дека не си доволно добра личност. Тоа се случува со твоето тело. Бидејќи подсвеста се наоѓа во нашето тело. Ние кога ќе освестиме каде сме стигнати, зошто е тој грч, што тој грч значи, сега овие да кажам се еден вид почетни вежби. Клиентите кога доаѓаат кај мене на сесии, ова го работиме длабински, го колабираме и го интегрираме, да не се повторува. Настанува еден вид ослободување, детално, значи, од овие програми, но еве од некаде да се почне и некој можеби не е толку длабоко овој програм, па би можел да го реши и со само вежбање и слушање на ова видео. Тоа фактички е мојата најголема желба да видеата помогнат на сите вас. Следното прашање. Значи, откако ќе го утврдам натрешниот критичар, откако ќе сватам што се случува, кои грчеви, што се случува, треперење во моето тело. Трето е, како се однесувам јас кога го имам, кога го чувствувам овој програм не сум добро. Какво е моето однесување? Што правам јас? Се повлекувам, страдам во самотија, се изолирам, се збркувам. Кој механизам се случува на твое однесување? Каде имам болката? Каде кога имам чувство кога се активира овој програм не сум доволно добра? Како јас во реалноста правам грешки поради овој подсвест? И на крајот се повлекувам во себе си и во реалноста гледам дека грешам. Значи, кое однесување, кои активности точна спецификација ги правам кога се чувствувам дека не сум доволно добра личност? Значи, може да постои механизам да едноставно се повлечеме од разговори, се повлечеме од соговорникот, дигнеме раце од некоја работа. Едноставно се откажеме од некој наш план, некоја наша желба, па одиме во некој друг смер. Бараме некоја утеха. Луѓето бараат утеха на најразлични начини. Значи, може да е вообичаено адикции, цигара, алкохол. Може да биде неверство и неверството е еден вид привремен лек за фактички или процес на заљубување. Значи, процесот на заљубување е фактички покривна емоција на ова. Не сум доволно добар, па одам во некој друг смер. И различни други типови на бегство. Бегство од реалноста. Системот нуди огромен број на различни бегства, затоа имаме толку и обслужувалници, кладилници, не знам, системски дистракции кои што возможуваат еден вид вештачко бегство. Секако има и оние кои што се навраќаат на проблемот, па бараат начин тоа да го решат, бидејќи едноставно веќе не можат да издржат име преку глава, едноставно бараат солуција, реално решение. Секако во склоп на однесувањата, предизвикани од не сум доволно добра личност, може да е преголем workaholizam, значи преголем земање на преголем број на уврски, само за да се истрошиме, за да престанеме да мислиме на нешто фактички од што бегам. Но позади тоа се наоѓаат многу други работи кои што реално доколку се освестат, доколку човек работи на себе,
ќе дојде до одредени спознанија кои што на вистина од корен ќе му го променат животот. Работата на себе придонесува еден мир, едно здравје, едноставно согласување со себе си и вртење кон себе. Но ова не е нешто себично. Може би тој што не го правел едноставно му е ова чудно. Но реално кога ние сме окей, кога сме здрави, ние можеме да споделиме со другите, ние можеме да помогнеме на другите, ние сме функционални. Значи сме здрави, сме сосема во добра форма и едноставно сме на располагање, да кажам, на другите. Доколку не сме окей, доколку не сме добри, доколку здравието не ни е добро, секако дека повлекуваме други луѓе во нашето страдање, кои што на вистина се недолжни, бидејќи нивните животи се доволно комплицирани. На вистина не може никој друг да те носи на грб. Следното прашање, ако програмот не сум доволно добра личност, беше човек, што ти ќе му кажеш? Како ти ќе му се обратиш и што ти ќе кажеш? Што ќе му објаснеш? Како ти се чувствуваш кога го носиш овој програм постојано? Значи сите прашања се функционални со крајна цел да се освести ова. Последното прашање. И последното прашање, кого постојано сакам да го импресионирам? Кого постојано сакам да го импресионирам? Што треба луѓето да кажат за мене? Дали цената што ја плаќам вреди за фидбекот што го добивам или е џабе? Се надевам дека вижбите и видеово ќе помогне на сите што ме гледаат. Моментот кога ќе сватиш дека ти страдаш, а и дека и другите страдаат, сосема поинаку ќе го живееш животот, ќе гледаш во другите сострадалници. Нема веќе, ќе заврши моментот на конкуренција, ќе заврши моментот на странци, бидејќи ќе сватиш дека ова е колективен програм, дека многу луѓе се чувствуваат вака, иако не го покажуваат тоа, бидејќи, како што кажав во претходните видеа, ние сите комуницираме преку маска и вистинската наша енергија внатре, и како ние се чувствуваме, тешко излегува. И тешко луѓето споделуваат ранливост, близина. Но моментот кога ќе се интегрира овој програм, сваќаш дека не си тука на оваа планета за џабе, дека ова има повисока цел, дека твојот живот има некаква мисија, која што ти треба сама да ја откриеш. Едноставно другите ќе станат сострадалници и крајната поента на работата на себе едноставно ние да станеме подобри луѓе. Едноставно љубовта да дојде во прв план, зборувам љубов, соработка, разбирање и толеранција меѓу другите. Соработката меѓу луѓето е фактички дел од нашата еволуција и се надевам дека за многу скоро време луѓето ќе сватат дека тука сме да соработуваме и да споделуваме едни со други. Јас ќе продолжам и понатаму да споделувам видеа кои што ќе помогнат за освестување на нашата вистинска природа, дека фактички ние сите сме божествени битија, заглавени во матрица, која што е наменета за машини. Се гледаме во наредното видео.